Почитуван пратеник, благодарам, важно прашање, заради тоа што навистина покрај здравствените аспекти на кризата, важни се многу економските аспекти на кризата. И јас ќе се обидам низ бројки прво да ги елаборирам последните пакети. Тоа е шестиот и петиот пакет на мерки, благодарение на тоа што конечно во парламентот помина. Се надевам уште оние делови кои што станаа како рефлексија на четвртиот пакет или петиот ќе допоминат овие денови, за да може да бидат комплетирани. Прво во шестиот пакет на мерки, самиот пакет опфаќа 7 мерки, каде што се таргетирани најпогодените сектори од кризата, офатени во 12 категории економски дејности со вкупна вредност од 17,8 милиони евра, што ќе поддржат некаде околу 10.000 фирми кои вработуваат околу 60.000 граѓани. На ugostителските објекти ќе им бидат покриени 30% приходите, износ кој ќе се пресметува како просек од просечниот месечен приход од 2019 и 2020 година, на кој ќе се аплицираат овие денови на распишаниот оглас. Дополнително, сите регистрирани угостителски објекти ќе добијат плюс 15.200 денари финансиска поддршка по вработен, заклучно со 6.4.2021 година. Со оваа мерка ќе бидат поддржани околу 6.000 угостителски објекти кои вработуваат 17.000 луѓе со процената вредност на мерката од 9,9 милиони евра. На скоро ист принцип со 2,5 милиони евра ќе се поддржат рестораните за свадби, ивент индустријата, игротеките, ноќните клубови, приватните детски одморалишта, фитнес центри, фотографи и фотографски студија. Во овие категории спаѓаат околу 1200 компании, ќе им бидат покриени 30% од приходите, износ кој се пресметува како просек од просечниот месечен приход во 2019 година. Дополнително ќе дадат поддршка од 15.200 денари по вработен, заклучно со 31.12.2020 година. Туристичките агенции со А лиценца ќе добијат по 5.000 евра, а туристичките агенции со Б лиценца ќе добијат по 2.000 евра. Финансиската поддршка од 30.750 денари ќе има и ќе ја добијат сите музичари, членови на Сдружение на музичари, како и лиценцирани туристички водичи, кои во текот на 2020 година имале просечен месечен нето приход под 15.000 денари. Околу 2 милиони евра се наменети за компаниите кои ја реинвестирале добивката од 2020 година, мерка која ќе се реализира преку Развојната банка, а ќе им помогне на компаниите да ја зголемат ликвидноста, односно разликата од каматите на кредитите кои што ги повлекуваат за да авансираат аконтацијата на добивката ќе биде покриена од државата. Се со конечна цел да ги мотивираме целата добивка да инвестират во економијата. Преку бескаматната кредитна линија, преку Развојната банка, 1 милион евра ќе се поддржат медиумите кои емитуваат радио и телевизиска програма со одреден грејс период и рати на враќање, значи со нула каматна стапка. Втората мерка, таа е кредитната линија за финансирана поддршка на деловни субјекти и се однесува во областа на еметување на радио и телевизиски програми со цел намалување на последиците од коронавирусот преку посебна кредитна линија во вкупен износ од 61,5 милиони денари. Во очекувањето на престојната туристичка сезона и како дополнителна поддршка и помош за домашната туристичка сезона, со тоа и на угостителските објекти ќе се овозможат бесплатни 50.000 PCR тестови за странските туристи кои престојувале во државата. Сите изминати пакети на мерки даваат видливи резултати. Владиниот стимул придонесе за двојно амортизирање на економскиот пат лани, поточно според калкулациите на Министерството за финансии, истиот е амортизиран за 4,2%. И наместо падот да беше 8,7%, завршивме 2020 година со 4,5%. Овие 4,2% се директен ефект од помошта од мерките, само заклучно со петиот пакет мерки. Петиот пакет на мерки ги содржи 29 мерки во вредност од 9,7 милиарди денари или околу 160 милиони евра, од кои 91,7 милиони се директни буџетски трошења. Тие се распоредени во 4 столба: директна финансиска поддршка за компаниите со цел задржување на работните места на граѓаните, и тоа во секторите туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија за организација на настани. Вториот столб е финансиска поддршка за ликвидност на приватниот сектор со бескаматни кредити за задржување и зголемување на бројот на работниците. Трето, поволно деловно обкружување со системско редефинирање на царинскиот тарифник
намалување на парафискалните давачки, даночно лесување и одложување кај неколку јавни давачки. И четвртиот, скоро и најважниот, подршка на граѓаните директно. Мерките се следни. Финансиска подршка за платите во висина од 1 милиарда и 920 милиони денари за месеците февруари и март 2021 година, со опфат околу 60.000 работници месечно. Финансиска подршка се димензионира да биде скалеста од 14.500 до 21.776 денари за месечна плата по вработен. Мерката 2. Кредити со нула камати за компаниите од дејностите туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија, за организирање на настани, приватни здравствени установи и слично. Преку Развојната банка на Северна Македонија, оваа мерка е во висина од 615 милиони денари и 10 милиони евра и може да се аплицира во текот на цела 2021 година. Мерка за финансиска подршка на 120 радиодифузери, вкупно 50 милиони денари. Тоа се вкупно сите радиодифузери во државата. Со таа мерка, буквално, им компензираме надоместокот кој што го имат радиодифузерската обврска, која што имат према АВАМУ и е директна подршка комплетно на сите медиуми во државата. Финансиска подршка за регистрирани занаетчии за 2021 година со решение за контативно плаќање на персонален данок, кој постига цел да им биде намален данокот за 50% во 2021 година, споредбено со решенијата од 2020 година. Финансиска подршка за граѓаните преку продолжување на мерката за одложување на плаќање на данок на личен доход до 30 јуни 2020 година. Вкупната вредност на мерката е 15 милиони денари. Финансиска подршка за меѓународни транспортери и финансиска подршка од 3.000 до 10.000 евра за компании кои имат пад на приходите во 2020 година за повеќе од 50% споредено со претходната 2019 година. Износот на оваа мерка е 40 милиони денари. Девета мерка е кредитната гарантна шема во вредност од 307,5 милиони денари или 5 милиони евра со продолжување грејс период за плаќање на обврските за корисниците на кредитот од кредитната линија COVID-2 кај Развојната банка и може да се користи се до крајот на 2021 година. Мерка за подршка на индустријата, операторите за организација на настани за реализација на проекти од исклучителен јавен и државен интерес во висина од 61 милион денари. Деновиве е распишан огласот, се однесува и реферира на 30 години независност на Северна Македонија и секако другите јавни настани. Имаме за хотелите кои што функционираат во туристичките објекти, вкупно подршка од 64,6 милиони денари. За извозните компании имаме финансиска подршка преку фонд за подршка на извозни компании во висина од 615 милиони денари или 10 милиони евра и тоа се реализира преку Развојната банка на Северна Македонија. Се работи за ефтини кредитни продукти за компании кои најголем дел од своето производство го извезуваат. Спортските федерации и клубовите веќе добија подршка од 3 милиони евра или 184,5 милиони денари, се со конечна цел да можат да го пребродат токму овој трет бран, така да кажем, на корона кризата. Една од најважните мерки е бришењето на каматите на граѓаните кон јавните институции, мерка која што се изготвува како законско решение, ќе дојде овде кај парламентот. Целта е сите граѓани да бидат ослободени од каматите, затоа што се смета дека најмногу неплатени обврски кон јавните предпријатија, локални или државни или јавни институции имаат посиромашните граѓани. Дефинитивно сите се погодени, но ефектот на погоденоста е најприсутен кај посиромашните граѓани и целта да се избришат каматите на граѓаните по долгови према јавните институции, државни или локални. Она кое што е важно, исто така треба да се каже, дека само во 2020 година се поддржани над 840 компании со повеќе од 65 милиони евра. Со над 17 милиони евра поддржани се 400 инвестициски компании со директна поддршка, кои што почнаа инвестиции од кога беше почната пандемијата COVID-19. Преку Законот за финансиска поддршка на инвестицијата и мерките за планот за економски раст, 11,5 милиони евра се поддржани 140 компании и така натаму и така натаму. Ова што е на крајот како рекапитулар на вашето прашање. Финансиските ефекти покажуваат излез од кризата и заживување на македонската економија.
Ќе ги кажеме ефектите само во март 2021 година. Управа за јавни приходи реализираше наплата на даноци во износ од 7 милиарди 720 милиони денари, што е многу повисоко од март минатата 2020 година. Поединечно кај данокот на додадена вредност имаме зголемена наплата за 29,49%, кај данокот на личен доход 12,51%. И еве најновите податоци, заклучно со вчера за април месец. Данокот на додадена вредност, со тоа завршувам подпредседателя, данокот на додадена вредност до 27 април, за април месец, е 54% поголем од април месец 2020 година или 104% поголем во нето износ од април месец 2020 година. Данокот на личен доход е за 25,56% поголем, а данокот на добивка за 17,40%. Ги кажувам податоците заради тоа што практично ги гледаме резултатите од заживување на економијата, која што живее и го полни буџетот, но секако треба да искористиме секоја можна можност, секоја можна опција која што ни стои на располагање да продолжиме да ги помагаме компаниите. Благодарам.